Пожар денеска избувна и во општина Василево, во близина на селото Трибичино. Градоначалниче, кои се првичните информации, кога настана пожарот и што гори? Пожарот во општина Василево или поточно на локалитетот на кај населеното место Трибичино на патот према Врварица беше предизвикан утрово и тоа од намерни предизвикувачи утрово околу 10:30 до 11 часот. По првата пријава дека веќе имаме пожар на територијата, ги вклучивме сите екипи, ги ангажиравме и комуналното предпријатие и локалното население, за кои им благодарам многу што излегува во пресед да ја заштитат шумата која е во непосредна близина и до трите населени места Едрениково, Требичино и Врвареца. Сето тоа ни успеа бидејќи и пожарот беше предизвикан дури на 4 локации, веќе реков од намерен предизвикувач на пожари на 4 локации, малку ни правеше проблем заради распоредување на населението на доброволците кои дојдоа да помогнат за гасење на пожарот, меѓутоа во сето тоа успеавме и некаде околу 17 часот пожарот веќе беше локализиран и е под контрола. И сега и во периодот што следува и во вечерните часови веќе имаме оставено служби кои ќе го следат сето тоа за да дојавуваат како ќе биде целата ситуација во текот на ноќните часови. Кога веќе зборувате за намерно предизвикување на пожарот, значи имате и некои поконкретни информации околу тоа поле, значи дека е до човечкиот фактор барем за пожарот кај Трибичино. Така е, лицето кое е предизвикувач на самите пожари веќе е притворено од страна на стручните служби при МВР Струмица и тоа самото се изјасни дека тој ги предизвикал пожарите и тоа намерно. Имате ли поконкретни информации зошто е предизвикан пожарот, зошто тоа го направил? Според негови кажувања, наводно тоа му било пренесено од римјаните, тоа тој да го направи и да ја запали целата територија од каде што се движел од населеното место Липовиќ према Требичино. Канадерите го гасија пожарот во Струмица. Имавте ли помош од канадерите во гаснењето на пожарот кај Требичино или исклучиво вашите екипи го гаснеа? Кога увидовме дека пожарот зазема се поголеми размери, ние направивме едно барање до Дирекција за заштита и за спасување, бев и во контакт со директорот Шабан Салио, меѓутоа по дојавата дека во Струмица пожарот е многу поопасен за разлика од нашиот, дадов согласност тие канадери да се упатат на територијата на општина Струмица, над градот Струмица, бидејќи беше објаснето дека самиот пожар е во близина на градот, а бидејќи и нашиот веќе беше при крај и локализиран, дозволивме канадерите да пристапат за гасење на пожарот на таа територија, меѓутоа ние немавме никакви проблеми и сето тоа успеавме да го локализираме и за таа цел ги оставивме канадерите да делуваат на другата локација. Гранчанче, само уште неколку информации, каква шума гори кај селото Требичино? На територијата каде што беше предизвикан пожарот претежно е дабова шума, меѓутоа има и нискостеблеста шума и јасен, јавор, меѓутоа пред се пожарот е најмногу предизвикан од тоа што има високо обраснати треви кои се сега во моментот поради сушниот период многу суви и многу брзо се шири пожарот. Првични информации колкова површина е зафатена? Вкупната површина на сите 4 локации каде што беше запален пожарот се проценува од стручни служби кои беа исто така и на лице место, се работи за површина од околу 15 хектари. Меѓутоа еве во моментов ќе искористам и приликата да упатам еден апел до сите оние граѓани кои имаат потреба да се движат по вакви предели или имаат своји викендици на територијата на општина Василево, а се потенцијални места каде што може да се предизвика пожарот, треба да бидат многу предпазливи, викендашите исто така кои одат на викенд на овие територии, да внимаваат при палењето на скари и сето тоа во овој сушен период да го избегнуваат заради заштита на шумите, бидејќи и самите знаат колку труд се вложува за да ја заштитиме нашата околина, за нашите идни генерации, токму затоа ги правиме и овие акции Ден на дрвото, а една од локациите каде што беше запален и денешниот пожар беше токму локацијата која што ние како општина се трудевме долг период да ја заштитиме, успеавме во тоа да ја направиме еден национален парк, успеавме во тоа, меѓутоа еве денес несовесни граѓани пристапиле тоа и да го уништат. За на крај, градоначалниче, вие бевте цело време на терен со екипите кои што го гаснеа пожарот и учествувавте во гаснењето на пожарот. Можно ли е
вечерва еве да се расшири? Од што зависи? Временските услови ќе влијаат ли? Секако дека временските услови ќе влијат, меѓутоа веќе можеме да увидиме дека врнежи не можеме да очекуваме во текот на вечерните часови, меѓутоа за наша среќа ќе биде и доколку не се појават струење на ветрот или ветрови, за да не би го прошириле ветрот. Токму конкретно за нашата локација каде што е пожарот, доколку не се појават ветрови, сметам дека ќе немаме никакви проблеми во текот на вечерните часови. Меѓутоа наши стручни служби, лица кои се поставени на лице место, ќе контактираме со нив, ќе даваат информации, ќе следиме ситуацијата и во текот на ноќните часови.